почитуван министер Тошковски, денес на дневен ред е вашата интерпелација. Ве слушав во неколку наврати во вашата одбрана, ако може така да се каже, повторно, како и во првиот случај, не видовме ние на вистина конкретен осврт на аргументите дадени во интерпелацијата. Вие не поднесовте писмена одбрана, па да ги видиме таму. Но се пожаливте на тоа дека најголем дел од експозето во прилог на интерпелацијата беше направено во делот на вашето CV како показател за вашиот деловно бизнис, политички, партиски багаж со кој доаѓате како министер. И сега, видите зошто е тоа клучно за вашата позиција. Значи, вашето CV, доколку се погледне, господине Тошковски, тоа е мапа на ризици кои подоцна се појавуваат како институционалнеш сомнеш за МВР. Да бидам попластичен. Значи, во однос на вашето CV, кои што се појавуваат индикаторите како сте вие поврзан од една страна со деловно бизнис шеми, од друга страна со партиски активности во партијата од каде што доаѓате. Тоа подоцна, значи тоа само зборува за повеќе за предлагачот, дека воопшто еден таков профил на човек кој што има такви деловнички бизнис интереси во државата, да стапи на едно од најмокните министерства. Што подоцна, кога ќе се оцени вашата работа како министер, ние гледаме со голо око дека токму овие бизнис интереси, особено со градежната мафија и со она како вие ги задоволувате партиските интереси на вашата партија преку Министерството со кој управувате, во овој случај за внатрешни работи, во суштина овие индикатори зборуваат во прилог на самата интерпелација, затоа што подоцна во вашата работа се покажуваат како клучни докази и мапа на тоа што вие го правите со Министерството, а е тотално надвор од и законските прописи, па и од она што би требало да го прави Министерството за внатрешни работи, а не покажува резултати. Значи, видите сега, вие дали, јас не слушнав да негирате дека вие имате врска со фирмата Алдариф, која добила тендер во време на власта, а е професионално пред тоа поврзана токму со вас. Вие сте биле адвокат. Исто е слушаот со Анго Доел. Значи, вие сте биле адвокат на оваа фирма, која, замислете, господине Тошковски, го узурпирала, го приватизирала дворот на собранието. Значи, тоа е основно безбедносно прашање, дворот на собранието, така што вие со цела армада на полицајци доаѓате тука како да е ваш приватен имот, немате никаква почит, вашите полицајци немаат никаква почит кон працениците, не викаат, не смееме да се паркираме на 10 места, кога доаѓате вие, дали го знаете тоа. И сега, значи, вие тој двор, вие сте застапувале фирма која што го откупила тој двор, го приватизирала, вие сте биле застапник, протагонист на тој случај, кој што ја загрозува основната безбедност на највисоката институција во Македонија, тоа е собранието. Понатаму, исто е случајот со Бехтел и Енка. Но овој пат немате личен интерес, туку задоволувате партиски интереси. Значи, се појавува во опозиција, критикувате фирмата за надзор, правите промена на собствеништвото во фирмава за надзор, влегува ваш кадар, советник, бивш советник во аеродром на ВМРО ДПМН, и одма после тоа, оваа фирма станува прифатлива за вас. Исте случајот со шемите, со овој Салтировски, каде што вие преку него, како поранешен началник на СВР Штип, вие сте биле судски застапник на случај против Министерството за внатрешни работи.
Значи, тогаш не сте биле министер за внатрешни работи, сте биле адвокат и вие фино лепо сте правеле адвокатски шеми за испупување на пари од министерството. Да се вратам на вашите бројки за наркобизнисот со кој толку многу се фалите. Значи, министре, кажете ми вие, ова е согласно вашите извештаи, вие се фалите со толку многу заплени на дрога, а во исто време имаме се поголема зависност и достапност на дрогата по улиците. Ова се информации од информативни извештаи од МВР, каде што вие давате изјава дека тоа потребно било време за пазарот да се исчисти. Не. Знаете што се случува? Зошто? Ова не е контрадикција, министре. Ова за јавноста да биде појасно. Вака се случува. Значи, од прилика, ако претходно 10 различни луѓе продавале дрога по улиците, да пластифицирам, од нив само 2 биле блиски до ВМРО ДПМН, во овој момент вие со вашите акции преку МВР во суштина правите монополизација на тој црн пазар и сега од 10 души кои што на улиците продаваат дрога, 8 се од ВМРО ДПМН. А се разбира со вашата активност целите кон 100% да го монополизирате тој пазар. И не се работи, министре, само за продавање на дрога по улиците. Се работи за парите од овој бизнис кои што се легализират и вие самите признавате дека сите шеми, сите информации велите дека водат кон полицијата, инспектори, царина и вие ништо немате направено во однос на ова. Понатаму, господине министер, за партизацијата, кронизмот и непотизмот. Кажете ми конкретно дали унапредивте роднини во СВР Велес? Нормално вие ќе кажете, па луѓето заслужиле, ја не можам да ги лишам само заради тоа што се мои роднини. Но политичката одговорност, министре, вели дека, дури и да е така тоа, значи ние за да направиме доверба кон граѓаните дека не ја искористуваме за фамилиарен бизнис институцијата, ние мораме да не го направиме тој чекор, тие луѓе да не ги унапредиме, поради тоа што имаат блиски роднински врски со вас. Дали ме разбирате? Цело време во однос на пропаднати случаи се жалите од обвинителството дека вие уствари како МВР правите се, но обвинителството на некој начин ве гуши, односно потврла во своите чекори. Но што правиме во обратни ситуации? Например, со случајот шпионажата кај председателската ваша во низиниот кабинет. Значи, обвинителството дава налог да вие ги извадите одредени информации, да направите, не знам, одредени извештаи компјутерски вакви да извадите, вие со месеци не постапувате. Во овој случај е обратна ситуацијата. Значи, вие го попречувате обвинителството да направи случај. Зошто го попречувате? Во Законот за класифицирани информации, ако погледнете во, мислам дека член 104, ќе видите дека експлицитно председателката од небрежност можеби, но и тоа е казниво со дело, казниво со закон, најмалку 1 година затвор, од небрежност била причина да бидат класифицирани информации излезени надвор од таа рамка, да бидат обременети со јавност надвор од луѓето кои што имаат такви сертификати. Токму заради ова не ги дават информациите на обвинителството, затоа што постои ризик од отворање на обвинителен акт кон председателката на Република Македонија. Друга работа, вие од МВР за некои случаи правите политички спектакл само за да ги задоволите вашите партиски маси. Значи, вие за мазотот направите случај како да е тоа, не знам што да сте направиле. И на крај да се извадите дека обвинителството е криво, случајот пропадна. А во обратен случај, каде што имаме 150 нелегални дивоградби во Чаир, вие тоа го третирате како обична тепачка помеѓу која случајно некоја жена е градоначалник на град Скопје и некој си инвеститор на тие згради кои што, пазете, според документите, имал 9 години кога ја направил таа инвестиција. Значи, не се работи само за вас. Вие ништо не направивте за ова министерство, господине. И се по старо поминува, затоа сте должни да дадете оставка или ние да ви